Осумте плански региони во земјава треба да направат анализи и да ја мапираат состојбата со бездомните животни. Откако ќе го направат регистерот и ќе ги забележат сите недостатоци, ќе треба да направат и стратегии за сопствените региони. Од овие 8 стратегии ќе се прави националната стратегија, а ќе се донеси и новиот закон за благосостојба на животните. На терен се почнати активностите. Вклучени се општините, Агенцијата за храна и ветеринарство, Министерствата за локална самоуправа и животна средина, Ветеринарната комора, универзитетските професори од Ветеринарниот факултет во Скопје и Сдруженијата за заштита на животните. Вклучувањето на сите овие институции е неопходно за да се реши проблемот и конечно имаме еден, да кажам, нов пристап во кој што почетокот сега оваа работна група ќе направи едно мапирање, односно ќе направи детална анализа на теренот, одиме по сите региони. Денеска сме во источниот плански регион, од каде што локалната самоуправа, присутните инспектори од животна средина, комуналните инспектори, ветеринарните друштва од овој регион, како и Сдруженијата за заштита на животни ќе добијат насоки како да ги изработат овие податоци. Врз основа на тие податоци ќе се направи детална анализа и ќе се направи еден вид на стратегија за тој регион, за тоа што секој регион си е различно, населените места се различни, различно е значи во урбана средина и во рурална средина пристапот за управување со популацијата на бездомни кучиња. Универзитетскиот професор на факултетот за ветеринарна медицина Владко Илиевски посочува дека новиот закон предвидува драконски казни за напуштање миленици, мачење и слично. Според него важно е да се смени најпрво перцепцијата во нашето општество. Перцепцијата е во аспект на тоа да ние треба да ги пратиме изворите на нови кучиња, заради тоа што цело време зборуваме за бездомна популација, воопшто не обрнуваме внимание уствари на купната популација во државата, посебно во општините. Така да во новата стратегија ние ќе се обидеме да покажеме некакви мерливи индикатори кои што ќе морат во континуитет да ги пратиме за да можеме да знаеме како популацијата на кучиња се развива во Македонија. Илиевски додава дека од 2018 година се врши микрочипирање и тоа чипирање треба да биде јавно за сите релевантни институции, а општините да знаат колку број на бездомни кучиња имаат и во кој правец се развива таа бројка. Регионите доколку сакаат да прават стационар за бездомните кучиња, мора да ги знаат токму овие бројки на кастрирани и нестерилизирани кучиња и колкава е нивната фреквенција, за да знаат колку во наредниот период ќе се појават нови бездомни животни. Брегалничкиот регион е во фаза на обезбедување на физибилити студија и техничка документација. По обезбедување на средствата за изработка на овие нова техничка документација ќе знаеме понатаму во текот на настаните каде ќе биде локацијата. И капацитетот, претпоставам. Секако и капацитетот. Колку би бил износот за целата овој проект? Проценетата вредност на концептот за визибилити студија и техничка документација е 5 милиони денари. Новиот закон предвидува драконски казни за сопствениците на миленици, со кои што експертите сметаат ќе се намали напуштањето на милениците и нивно оставање на улица, кои потоа за нив се грижат и решенија бараат Сдруженијата и граѓанските активисти.